Конечно еден подобар сончев ден, имаше дождови, имаше ветер силен овие денови, а сонцето секогаш не мами да излезиме надвор. Поради тоа денес одиме во Штутгарт, ќе посетиме два различни паркови, каде што има замоци, езерца, зеленило, играчки за таде и што е најбитно, да му истрошиме енергијата за да спие подобро. А ние со Јулија ќе се напиеме кафенце, ќе поседиме на клупите, ќе поиграме, едноставно ќе се забавуваме. Се надевам дека ќе си поминеме убаво. Строгиот центар на Штутгарт, мало валкано езерце со големи риби, во позадина католичка црква, изгледа убаво, ништо спектакуларно, ништо особено за да се посети само тоа место, но во комбинација со центарот, Штутгарт голем град, има што да се види, некој парк, некоја зоолошка градина, има многу што, во комбинација би било добар поминат ден. Ние сега од ова место заминуваме во еден голем парк, не знам ништо детално, ќе ги скажеме од таму што ќе видиме. Најголемиот и најразновиден градски парк во Штутгарт, Килесберг. Тоа е еден од најпопуларните локални рекреативни области за жителите на Штутгарт и останатите. Чиста атракција и релаксација, море од цветина и водни карактеристики, кула за наблюдување и млечен бар. Високиот парк Килесберг, Штутгарт е прекрасна дестинација за екскурзија на целото семејство. И предизвик за мене, Јулија и таде секако нема да иде. Морам јас да го обелам образот на оваа фамилија. Да се качам горе и да направам добро видео за да видите сите. ...348 скалило. Моментално на второ ниво сега. Со текот на годините, под рацете на градинари и пейзажни архитекти, поранешниот каменолом се претвори во море од цветина, дрвја и грмушки. Покрај цветината, големите зелени површини и изворенните водни капацитети ве чекаат и многу други атракции, како шармантната железница во паркот, која е за млади и стари, бројни ресторани и прекрасно лоциран надворешен базен, огромно игралиште за авантури, големи куќишта со лами, кози и останати животинки. Исто така има и театар во када со представа за деца. Штом температурите го дозволуваат тоа, многу луѓе заминуваат од градот
доаѓаат тука да пливаат, да се релаксираат, па дури и да прават скара. Кулата Килесберг е кула за набљудување висока 40 метри. Првично планирана за светската хортикултурна изложба во 1993 година. Прекинут во процесот на дизајнирање го одложи незиното подигање до 8 години подоцна, односно до 2001 година.